Овој проблем со извршителите, а и со правниот систем, со правосудството, датира поодамна, почнувајќи од 95 година, која немаше извршители, правниот систем почна да се растура и да не се применуваат и тие законски прописи што ги имаме. Меѓутоа, конкретно за извршителите, односно непримената на законот за измени и допуна на законот за облигациони односи, кој стапи во сила 27.2023 и неодамна пред 2-3 месеци Уставниот суд ги одби 11 иницијативи дека се нема да поведе постапка и дека законот е уставен. При тоа, од моите сознанија, имаше судот и сознанија дека вакви законски прописи ги има во Европа, Франција, Норвешка, Холандија, така да не е нешто новина. Меѓутоа, поаѓајќи од тоа што знаеме долги години кои се извршителите, како наплаќава од 1 динар до 1000 евра, ова по мене, а и спремам наскоро на студентите каде што предавам пракса кривично право, организиран криминал и корупција, да го спремам како предмет практичен, една информација, односно предавање. Овој предмет е еден од предметите, можда најголем, за организиран криминал и корупција, и тоа поширока корупција и организиран криминал, бидејќи, како што можда и знаете вие или знаат граѓаните или доверителите, дека и судот има два различни ставови, или еден судија, како има неколку примери, кај што во едниот предмет го применува законот, во другиот предмет истиот предмет, исти основ, тоа е законот, не го применува, обратно носи. Уште едно би кажал пред тоа, од моите контакти со некои извршители кои што беа мои приправници, ги прашував зашто не го извршуваат законот, бидејќи Уставот, член 51 став 2, кажува општо за сите, секој е должен да го применува законот. Нема исклучок за никого. За непримена на закон или кршење на закон треба да се одговара кривично. Друго нема чаре. Има разрешување тој дел, меѓутоа нивните комори и комисии што ги имаат за дисциплински за одзимање лиценца и министерот не функционираат, со тоа што одговорот беше дека има два различни става на апелација, што е тачно, меѓутоа не се они тие што гледаат ставови или се знае кој е парламентот дава автентичко толкување, има автентичко толкување дека законот е јасен, тоа значи дека нема потреба од автентичко толкување и така да единствено чаре сега на доверителите, на должниците е да го примена законот, бидејќи извршителите за кршење на закон и за нанесување на штета, сте го чуле и стално го слушаме во задње време 353, злоупотреба на службената положба и овластувањата, единствено е чаре да ангажираат адвокат или овие што или да се здружат заедно со здруженија кои се борат за правата, поред другото и за овие права против извршителите, да покренат кривични пријави пред надлежниот обвинител. Овдека оправдувањето нивно, дека не било јасно, дека треба од Уставниот суд, тоа заврши и сега основното оправдување на извршителите е дека министерот требало да донесе упатство. Министерот носи упатства, меѓутоа, кај што е нешто јасно и кај што Уставот каже и да не донесе министерот упатство, кај што директна примена треба да има на законот,